Добра вечер. Вечерашнава емисија најавувам во исправена состава, вертикално, за да се поклонам на најубавата буква во нашата азбука, буквата Л, Л како љубов. За некого само збори ништо повеќе, за некого многу повеќе. Љубовта е вечна инспирација и мотивација на многу поети, филозофи и уметници. Љубовта не трпи правила, норми, закони, стереотипи, клишеја, предрасуди. Љубовта е мокна ко смртта што е мокна, а страста тешка ко сиот подземен свет. Неиздина искра е пламен од Господ Бог. Во име на љубовта, за љубовта, вечерва во емисијата Сексуална азбука Сонја и Огнен Неделковски. Добро вечер, добре ни дојдовте. И Силви и Владко Плевнеш. Добро вечер. Добро вечер. Добра вечер. Добра вечер, говорите македонски. Сонја, ти си жена од минатото. Падна на поезијата на Огнен. Се уште паѓаш на неговите стихови. Да, се уште знам да заплачам кога ќе ми каже дека напишал некој текст и ќе ми го даде да го прочитам. А се слози досници. Огнен се уште те инспирираат златните коси на Сонја. Апсолутно да. Кој пее зло не мисли? Значи, вие во дуо зло не мислите, пеете, верувам и додека се туширате и додека сте во кревет и во вашето секојдневие. Јас пеам и зло не мислам, а Владко свири. Владко свири. Значи, понекогаш и зло мисли. Го уривате митот дека една брачна двојка не може да функционира на исто работно место. Може. Може и Очигледно. како. Да, и така. Вечер разборуваме за љубовта. Ќе слушаме прво професор Вувич што вели за љубовта, но и за љубомората, па и за платонската љубов. Прилог 1. Исто се случува кога во еден период од животот ги почувствувате пеперутките во стомахот. Што е тоа? Дали е тоа љубов? Дали е тоа влюбеност? Дали ја чувствувате вистинската зрела љубов? Се почнува со влюбеност. Влюбеноста се разликува од зрелата љубов. Во фазата на влюбеност, влюбениот вика јас те сакам тебе. Приоритет дава на своите чувствувања и на своите доживувања. Таму некаде кој ќе стигне во зрелата љубов ќе ја почувствува разликата кога ќе каже јас тебе те сакам. Каде што приоритет ќе даде на својот партнер, а неговата љубов ќе биде, нели, секојаш имаме нешто што се вика примарна фигура, нешто што се вика позадина. Кога се зборува за љубовта, често по тоа подразбираме партнерската љубов, но постојат многу типови на љубов. Почнувајќи од она што ја добиваме со самото раѓање, тоа е таа родителската љубов, ја добиваме, со ништо не сме заслужиле. Се раѓате и едноставно сте сакани. Секоја друга љубов во животот треба да се заслужи. И партнерската, и пријателската, и љубовта на рамноправните, секогаш мора да се заслужи. Единствено, љубовта, мајчинската љубов е нешто што се неприкосновено. Значи, човек се раѓа и е веќе сакан. Кога правиме разлика помеѓу љубовта на мајката и љубовта на таткото, мајката вика, направи било што. И какво ли злодело да направиш, јас пак ќе те сакам. Тој татковската љубов вика, мораш да ја заслужиш мојата љубов. Мораш да одговориш на се она позитивно во животот, нели, сите оние позитивни пораки кои ги давам. Тоа е таа разлика помеѓу мајчинската љубов. Кога зборуваме за братската љубов или љубовта на рамноправните, таа знае да почне во периодот на најраната детска возраст, да почне со едно ривалство, особено кога се децата тука некаде на возраст меѓу 3 и 4 години, како викаме, ако се на возраст поголема од 6 години, тогаш растат како единчиња. Ако се на возраст 106 години, братската љубов поминува низ ривалството, поминува низ една желба, нели, да се биде подобар, да се биде поумен, да се биде посреќен. Но тоа е сосема нормално и таа ривализација ја потикнуваме. Братската љубов се случува помеѓу другарите и не случајно, нели, во нашата средина врсниците се викаат брат, затоа што сакаат исти нешта, се залагаат за исти нешта и ривализираат за исти нешта. Сега партнерската љубов. Партнерската љубов
што е многу битно да во една иста фаза бидат, зашто некогаш партнерите се чувствуваат дека не се доволно љубени, дека не се доволно сакани. Затоа што партнерската љубов треба да биде во една иста фаза, ако е фазата на влюбеност. Кај двајцата подеднаква, тоа се чувствуваат рамноправно. Но ако едниот партнер е влюбен, и кај него постои онаа фаза на екстремна влюбеност, која ги става розевите очила и гледа, уствари, една идеализирана представа за партнер, а другиот партнер е во фаза на некоја зрела љубов, тогаш партнерот кој е влюбен го има чувството дека не е сакан. Дека партнерот кој е во фаза на зрела љубов искрено, автентично сака, но има чувство дека влюбениот партнер многу се наметнува, дека многу вознемирува и дека кажува многу небитни работи за љубовта. Но ако се најдат во исто време, во истата фаза на влюбеност, но можеме да кажеме дека тоа е апсолутно невозможно. Исто кога што е она што се надополнува, секојаш асоцијативниот момент на љубовта не е и љубомората. Асоцијативниот момент на љубовта ја носи со себе љубомората. Љубомората треба да постои. Треба да постои и таа представува еден составен дел од љубовта, но многу е битно каде е границата. Значи, доколку ја помине границата и влезе во оние води на патолошка љубомора, тогаш веќе се нарушуваат партнерските релации, тогаш веќе љубовта не е љубов. Тогаш љубовта е желба за поседување. Значи, љубомората која сака да контролира, љубомората која сака да поседува, знае да делува многу непријатно врз љубовта. Затоа што екстремната љубомора, патолошката љубомора, веќе ја гаси љубовта. И покрај тоа што љубовта и љубомората тука некаде ги спојуваме и викаме дека една мала доза на љубомора може да делува како афродизијак и кај мажот и кај жената, но голема доза на љубомора, особено во оние патолошки граници, каде што едниот партнер ја инсистира на максимална контрола на другиот партнер, тоа веќе не е љубов. После овој едукативен дел од професор Вујич, која не доцираше што е љубов, што е љубомора, кога е сладка, кога е патолошка, да не ме прашувам за љубовта, веќе би било вишок, треба гледачите да забележат од целиот овој наш разговор љубовта, нели? Кај вас како се случува и од вашите очи и разговори. Прашаме малку за бракот, Сонја, вака е едно прашање, што е бракот, дали како институција е загрозена една сорта, исчезнува или што мислиш за бракот? Па јас чисто велам дека е бракот чиста лутрија. Има случаи кога некои многу се сакат, па потоа за жал веднаш им прекинува бракот. А ти доби седумка на лото? 6+7. Мислам дека Огнен доби седумка на лото. Мојата дефиниција за брак е пред се почит, искреност и разбирање. Тие три работи, карактерни Сите три ги имаш од Огнен? Да, некогаш една доминира повеќе, некогаш помалку, некогаш некоја исчезнува, 15 години сме во брак, влијанието од надвор, колку и да сакам се чувствува дома. Добро изгледа за 15 години брак. Па имам помлад маж, морам да видам во форма. Ја не прашам ништо, сама си кажа дека има помладен. Колку години во? Нека остана тајна, меѓутоа кога имате помлад маж, навистина ви е голем предизвик, требате да бидете вие секогаш во форма, нели? Како визуелно, така и се енергија. Како не ти текна такво нешто на времето, виж, ни мене не ми текнало. Како не си најдовте помлади мажи? Господине текстописец, тоа пеперутките одамна помина од кај вас во вашите... Пеперутките, мислам, тоа е една несресна формулација која што многу се користи, а затоа изреагирав кога ги слушнав пеперутки. Не сакам такви... Она баја лептери од твојом стомаку? Да, тоа се шаблонски опишувања на љубовта. Јас секој сум бил против сите шаблони, затоа и одлучив да се занимавам со оваа работа и да пишувам за љубовта. Так. Што се однесува до моите така наречени пеперутки, се уште постојат, некогаш се модифицирани од други некои суштества, меѓутоа најчесто се уште пеперутки. Нешто како волци, завивање. Па нема да откривам. А пишувате за љубомората? Да, се разбира. Да. Само пишува Сонја или ја манифестира?
Кој е пољубоморниот? Во првите години во бракот знаеше доста многу. Им помода им љубоморен, а? Ова го нема никаде. Доста често, меѓутоа мислам дека сега и тој сваќа многу работи. Не, јас многу сум индиферентна кон многу нешта. Не се палам што се вика за било што, да. Често моите пријателки ми викаат дека сум многу либерална во размислувањето и дека редно е да се заинтересирам кои се колешките на работа. 2-3 пати тоа само службено сум отишла кај на работа. Може нема колешки човекот? Кои се соработнички, има и колешки. Има соработнички многу и кога оди во студио и кога оди на разговори со некои пејачки, се нели имаме многу млади, убави, атрактивни пејачки, меѓутоа јас на вистина не грам љубомора, да. Не сакам да го оптеретувам, имам едно правило, на што не сакам да ми го прават луѓето, мене не им го правам ни јас. Така, христијански. Имаме либерте односи кај вас да те има љубомора? Имаме апсолутно либерте односи во значи се почитуваме како личности и си дозволуваме да се развиваме во одредени правци, но во оквир на људското достоинство и во оквир на тоа што еден брак го претпоставува. Така да, сето она, бидејќи сум исклучително моногамна, сето она што претпоставува некое излегување од оквири кои што ги поставува бракот како институција, јас не ги толерирам. Категорично. Категорично. Како се снаоѓаш со ваква тврдоглавица? Да. Српска тврдоглава. Навистина е јарачка. Треба тоа да се издржи, меѓутоа кога се љуби, задоволство ми е да го издржам тоа. Бидејќи јас си одбрав нејзе, тој е мојата принцеза што ми е доделена од Господ и морам да си ја чувам и да си ја негувам. Многу поетски, беше за песна. Убаво кажав ја дека немаме потреба да дефинираме љубов, децата. Значи бракот и децата. Имате еден син, Филип, имате една ќерка Деаделина, 17 години, така? Ќе наполни и Филип? Заутре во недела 14. Така, нека ви е жив и здрав. Значи, децата се плод на љубовта. Како во односот родител-дете? Дали се почитувате кој е, значи, некој построг, некој пофлексибилен, може би како во љубомората си флексибилни во воспитувањето. Кој е построгиот родител? Дали воопшто имаме построг, помалку строг? Па не сме строги родители, двајцата, тоа морам да го кажам. Јас имам исклучително искрен и слободен однос со мојот син. Значи, тој нема никакви предрасуди, може за се да зборува со мене и да ме праша и секогаш наоѓа поддршка. Се обидувам сите негови ставови да ги поддржам, сите негови размислувања веќе и во фаза кога нонстоп се влюбува и секој ден кажува дека наоѓа по некоја нова женска. И јас секогаш велам, многу е убава. На татко му? Да, му се симпати и некогаш огнен знае да ми забележи, па кажемо некогаш и некоја дека не е толку убава, да детето да изгради критериум. Не викам, моите очи гледат едно, неговите друго. За него таа што е најубава, таа и нека биде. Јас не сакам да се мешам, да. Како ги воспитувате на тема, веројатно прашува се, вика емисијата Сексуална азбука, патем за сексот. Да, зборува. Разговарате отворено? Да, отворено се. Тато и ти отворено со синти? Не толку, она поотворено. Со ним збор? Тато не толку, да, јас. Сега е во таа фаза кога открива многу работи поврзани за сексот. Кој кај вас праше го татко ти праша? Нас ги нема тие работи. Ние немаме табу теми, зборуваме за се отворено. Како е родена Деаделина? Некако би рекла низ сосема природно разговаравме во секој момент кога имаше дилема во врска со било каков појам кој што и се појави како непознатица во нејзиното одрастање.